Четворица обвинители за организиран криминал ќе се бираат по одморите. Иако по втор пат се одлага изборот, првиот човек на Советот на јавни обвинители не смета дека тоа може да влијае врз квалитетот на истрагите и борбата со корупцијата. Навистина, во основното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција има помал број од систематизираните. Меѓутоа, според бројот на предмети кои ги решаваат и споредено со другите обвинителства, не би рекол дека имат помалку обвинители и сега имат доволен број за да решаваат. Гледајќи ги извештаите, бидејќи ние ги разгледувавме нивните годишни извештаи за 2021, не сметаме дека се премногу овие тројца, дека премногу ќе им недостасуваат. Речи си еден месец поминот како Советот на јавни обвинители еднаш веќе го одложи изборот на обвинители. Во меѓувреме на тројца обвинители им истече мандатот. Републичкиот обвинител Јовески денеска побара одлагање за да провери дополнителни факти за 6 кандидати за обвинител. А најголем дел од членовите се согласија со неговиот предлог. Според претседателот на Советот Јолевски, ќе се доискристализира сликата за кандидатите. Се и онака годишни одмори и не цениме дека ќе се претрпи голема штета во време кога и судовите имаат судската ферија, а од друга страна треба и да видиме што тие сработиле. Резултатите од оценувањата со самите извештаи некако не ни се одвесуваат, сакаме да ги провериме тие работи. Никои работи ни се потребни да ги доискристализираме, затоа што едно е по извештајата, гледајќи го нивното работење, не ни произлегува дека се преоптоварени, дека премногу сработиле. Некои, не зборам за сите. За 4 места во организиран криминал пријавени се 6 кандидати, од кои тројца и досега работаа во обвинителство. Меѓу кандидатите однадвор е и гостиварскиот обвинител Арсим Адеми, кој склучи спогодба со Зоран Милевски Кичеец за сообраќајката со смртни последици. Минатата недела шефицата за организиран криминал Вилма Русковска рече дека изненадена од слабиот интерес од колегите и покрај тоа што платите во обвинителство се многу повисоки. Таа коментираше и дека по систематизацијата во обвинителството треба да се изберат уште 6 обвинители.